И во продолжеток на дневникот, професор, ќе се извинуваме што ви одземаме време кога сте ангажирани, меѓутоа, бидејќи актуелноста во нашава држава е на дневна основа, па да поразговараме за неколку теми. За почеток, добро дојдете во мојот дневник. Добро ве најдов и ви благодарам на можноста повторно да бидам тука, навистина Штипе некако како моје второ дома, а и воопшто мислам дека истокот на Македонија има многу што да се каже и треба да чуе, и треба да добие поголемо внимание воопшто не само од нас интелектуалците, туку и од државата, бидејќи овде ова е едно жариште на и извориште на прекрасни луѓе, на големи индивидуалци, на не само на големи историски херои, туку и на идни поколенија кои што секаде во светот не возбудуваат повеќе од кои ќе чуеме за нив, отколку тука во државата кога се внатре треба да сме повеќе свесни за тоа што го имаме и што овој дел од нашата убава татковина од Македонија го нуди. Професорке, вие сте професор на правниот факултет. Бидејќи вашиот фак е геостратегија, ја би сакал само едно прашање овде да ви поставам. Нешто што во Европа сега започнува да се зборува, а тоа е дека крајот на либерализмот бара нови форми, меѓутоа пред се, да не зборуваме за Хабермасовите теории, дека диалогот ни е нужен. Зошто ние во нашето општество, интелектуалците, вие кои го креирате јавното мислење, не инсистирате на поголема доза на диалог? Толку ли се оддалечени страните? Па за тоа има многу аспекти од кои што може да се разгледува. Самата проблематика е во суштинската она исконска или античка премиса раздели па владеј, и тој модел посебно кај нас си доби дека си пушти корења и во минатото создаде доволно анимозитети помеѓу луѓето за да кога ќе прекине самиот диалог да може и полесно нели тие кои што имаат план да спроведат одредено сценарио и да го истераат. Ние како македонски народ, а и воопшто мислам дека граѓаните на Република Македонија во суштина немаме огромни разлики помеѓу себе, туку политиките кои што се и пропагандата која што се развиваше во текот на повеќе од 2 децении создаде еден анимозитет и недоверба. Гледате денеска дури ни политичарот не е политичар, докторот не е доктор, правникот, адвокатот не е адвокат. За секого има некаква стигма, секогаш некоја квалификација, секогаш некој ќе се најде од некаде да дошепне, и тоа е едноставно влезено во самиот менталитет на однесување кое што произведе секоја мала отстапка од сето тоа да изгледа чудоневидувачки и повторно да се прифаќа со едно, како да кажам, со едно недоверие. Бидовме, например, пред некој ден дека имавме средба помеѓу мојот председател, лидерот на опозицијата, професор доктор Христијан Мицковски со председателот на владата Зоран Заев. Професорот Мицковски појде кај Заев, бидејќи станува збор за еден нов циклус кој што во Република Македонија треба да произведе парламентарна демократија, но и да се најдат одредени разбирања околу точките на издржливост до кои што ќе се оди оние на владата и оние што може да ги допушти опозицијата како представник, автохтон представник на македонскиот народ и на поголемиот број на освестени македонски граѓани. И тоа секако создава едно чувство и на недоверие, но и чувство на неизвестност, за повторно да влеземе во истата она нели спирала на недоверие, на шпекулации, а во самата основа ми се чини дека потегот пред се на председателот на опозицијата е апсолутно издржан, затоа што влегуваме во една нова етапа на пеколот исто така, како граѓани на Република Македонија, и кои што посебно пред овој председателски циклус треба да покажеме една освестеност за која што и на крајот ќе треба и самите граѓани да одлучат. Така, одговорите на нешто што мислам да го поставам како теза веднаш по ова прашање, но вие сами го кажете вашиот став. Професорке, кога ви доаѓаат вашите студенти и кога ви велат, професорке, ние ќе одиме надвор од Македонија зашто нас не бива задржава. Се чувствувате ли навредени или ние како граѓани? Зошто да ни се наметнува веќе како мејнстрим 1, 2 или 3 години дека ние не умееме да направиме држава? Знаете како, ми се чини дека интелектуалците, оние барем малкуте кои што останаа со сопствен интегритет, а кога говорам за интегритет, говорам оние кои не се полакомија по финансиски средства, материјални работи или ветувања за некакви други удобности.
затоа што имаме бројни интелектуалци, имаме многу развиени умови кои со сета респект за нив и за нивните знаења се ставија во услуга и во послуга. Но оние во кои што јас се вбројувам, кои не прифативме да бидеме купени или продадени, го кажувавме и го дававме цело време и го даваме тоа што најдобро го знаеме и со поширока слика, секако дека заболува многу. Јас честопати имам студенти кои доаѓаат посебно за вториот циклус на студии, ми велат ми треба вашата препорака, дали ќе ми ја дадете, и најчесто и давам афирмативни препораки и немам досега дете, морам да признам и да се пофалам, кој што било одбиено, но поголемиот дел од нив и не се враќаат назад. Тој е процес кој што не се случува само во Република Македонија, се случува насекаде и во регионот, и па и генерално и на целиот дел на Источна Европа, Централна Европа, тие миграции, посебно младите кои што стануваат аполитични, апатридни, кои што националното го сметаат за товар, можеби и од искуствата во домот, во тешкото минато кое што го поминале нивните родители, можеби поради тоа што самата ера на комуникација во 21 век, интернетот нудат други некои фасцинации кои ним се многу по веродостојни од што да се борат за некои менливи категории, бидејќи јавното мислење во светот е во насока да ги некако измие некои правци кои што се постулирале на почетокот на 20 век и кои сега треба да не одведат повторно во некој нов формат на некаква си нова империја или некои нови империјални поредоци за кои што никој од нас во моментов докрај не е сигурен кој што се стремиме. И тука е тоа и вашето прашање, онаа криза на либералните начала. Кризата на либерализмот е всушност најдобро можеме да објасниме ако знаеме дека самиот Запад како концепт е во залез. Кулминацијата одамна помина, таа се случи веднаш по рушењето на железната завеса, кога се раскрши практично, растори биполарниот свет и влеговме во униполарниот свет, каде Соединетите американски држави стана главен кормилар на светските збиднувања, но ете после речиси 30 години од тогаш гледаме дека во таа фаза всушност била исто така една некако што мислеше Фукујама крајот на историјата, туку влеговме во една нова етапа во која што сега поларитетите ќе се одвиваат повторно со некои стари да кажам глаголи или вординзи или со нови некои правци кои секако во својата позадина имаат несомнено предизвиците на 21 век. На глобално ниво тоа е потрагата за ресурси, нафта, вода и секако миграциите кои не се новина. И човечки ум. Така е, секаде ќе има потреба од свежа крв. Европа е во секој случај старе. Така. Една голема една долговечна старица која веќе нема своја виталност, а за сметка на тоа за следните декади, нели, така си предвидувањето, овие миграциони движења од истокот ќе бидат се позасилени, бидејќи па таму мотивацијата да се има подобар живот е многу поголема од што кај нас. Македонија во овој контекст е на една раскрсница и истата не е небитна, како што некои се обидуваат тука да ни објаснат кога ни ги продаваат формулациите за зашто треба да прифатиме такви тврди кнедли како што е Република некоја си Северна Македонија или овие уште по небулозните и по да речам по диаболичните кои што сега ни велат сега ќе треба да ги бойкотирате претседателските избори затоа што овој систем ние не го признаваме и ние треба да покажеме отпор. Сите тие се распрснуваат како меурот сапуница, бидејќи го подценуваат сенсот на македонскиот граѓанин и ја подценуваат капацитетот на жителите воопшто на регионот да одлучат да останат и во вакви големи невремиња и неизвестности токму тука и да бидат сведоци на еден процес кој што на глобално ниво се одвива, бидејќи тоа е систем на сврзани садови, помалото на поголемото и така. Така. Професорке, некако губам концептот, меѓутоа инспиративен соговорници, па мора да ја поставам и такви прашања. Утро го читав комуникето на Ватикан за доаѓањето на папата Франциск или Фрања, како што велат хрватите во Македонија, и таму во објаснувањето на неговата апостолска мисија, велат Европа има еден проблем на рапидна дехристијанизација и подавањето на рака меѓу браќата христијани и намалување на разликите и така натаму. Слушнав еден коментар од
од кардиналот за разликите од словењето на чествувањето на Божик и така натаму. Ова еден процес ли е, што вели геополитиката, геостратегијата, еден процес на приближување на христијанските земји? Или доаѓањето на папата е порака дека Македонија влегува под чадрот на западните земји? Па, тоа е една порака која што има двослојно значење. Прво е порака која што е наменета до онаа држава во соседството која што ја креираше Ватикан, а тоа е соседна Албанија, а потоа и порака дека нивниот интерес се уште не е замрен за ова библиско тло. Сепак и за Западната црква ми се чини дека од секогаш значењето на македонското тло и доминацијата на македонското тло било особено значајно во докажувањето на разликите шизматски кои се од 1054 година. Секако тука и борбата со источната црква во моментов Руската православна црква која се чувствува комотно на теренов, а особено ја осеќаме и во Србија и во Црна Гора. Илариона ФФС помокен во дипломатиите во светот. Да, и ги креира политиките и на световно ниво делува. И сето тоа си има свое значење. Но не го гледам како многу голем исчекор. Како гледа македонскиот интелектуализам, па вие сте члени на извршниот комитет на партијата, ова доаѓање на папата. Папата не е доаѓал никогаш во Србија, никогаш на тлото на Македонија, ниту еден папа, не само ниту еден од постоењето на... Да, ама ова е крајот на краевите, знаете како, сега после тоа ќе има нов почеток. И сега се завршува еден процес кој чина ми минатиот пат кога имав чест да учествувам во вашата емисија, пред повеќе месеци кажав има еден процес кој што се одвива во Македонија и кој треба да заврши грубо кажано 2022 година. До тогаш ние треба да бидеме денационализирани како македонци, деконструирани како држава и да бидеме распоредени во корпусот на балканските држави каде ќе најдеме свое прибежиште. Оној дел кој што ќе бидеме најкорави, ќе останеме, ќе бидеме гетоизирани или во најмала смисла на зборот ќе бидеме ставени во еден резерват каде што ќе ни дозволат да бидеме либерални, нели, да се чувствуваме како што се чувствуваме како македонци. И тој процес се случува паралелно со другите процеси. Македонија е студија на случај, а сите политички играчи кои што се нафатија да го играат, тука говорам и за моите колеги, еве ќе ви кажам мала дигресија ќе направам, но во контекст на оваа дискусија. Имам колеги кои што жестоко се на страната на Република Северна Македонија, дури не им пречени законот за употреба на јазиците, не гледаат правен проблем во нелегитимноста на Талат Џафери, ниту па во прекршувањето на уставот и законите на низа начини кои што се случи овие 2 години. Но кога разговараме вака меѓу нас и кога ги дискутираме нештата, тие ми велат да, точно е ова се што го кажуваш, но зарем ти би одела спроти ветрот? Ветрот е поголем. И со тоа кажуваат дека тие се разоружани, едноставно ја прифатиле улогата да ја играат онаа шарлатанска улога, вака навидом, иако длабоко во себе ги знаат нештата и ги пишуваат на хартија и ги оставаат за подобри времиња. Но ние како македонци освестени, јас сум во таа група на луѓе и сметам дека сум и најважната, но и најневажната карика во системот. И како политички действител во рамките на извршниот комитет, предводен од мојот председател, професорот Мицковски, ценам дека нашата улога, и ние тој го докажавме до сега, е да видиме оние кои што обстојаат на страната на вистината, многу удирани, многу понижувани, честопати одвнатре разорувани, честопати однадвор неразбрани. Но во своите постапки и действија не оставивме точка на белото платно во кое што би се извалкале. И таа е единствената морална, да кажам, сатисфакција која што имаме. Просто ќе не ми одговорите со доаѓањето на папата како политичка партија ќе го поздравите неговото доаѓање или? Не, ние немаме, не знам, дури не сме ни дискутирале во врска со таа тема. Тоа е еден чин кој што е убав за Македонија, убаво е да се случи. Да, ама не е само посета.
Но таа посета носи други предизвици, секако. Ние ги почитуваме сите и до сега ги покажавме дека ги почитуваме сите кои што имаат интерес да бидат да партиципираат во нашата сегашна поблиска историја и така натаму. Но како ќе бидеме третирани и како ќе бидеме ословувани? Јас пред известно време напуштив еден регионален, морам да ви кажам, совет кој што има центар во Љубљана, бидејќи председателот на советот дојде во Македонија, се виде со премиерот Заев и ја поздрави Република Северна Македонија. И јас најпријателски му се заблагодарив во тој момент. Реков, јас повеќе не партиципирам во вашиот совет, бидејќи вие не го почитувате правото на македонскиот народ. Не ги почитувате македонските граѓани кои што се противат, без оглед дали некој во меѓународната заедница или глобалните светски политики сакаат ние да бидеме преименувани и деконструирани. Ние, како граѓани, имаме право кое што извира од Уставот на Република Македонија да го кажеме последниот збор и без оглед на таа катаклизма треба да покажеме и ја покажуваме таа цврстина. И апропо ова што го кажувате со доаѓањето на папата, мене лично не ми е јасно само една работа. Самиот тајминг на доаѓањето на папата се поклопува со вториот круг на председателските избори и истиот треба да мотивира или треба да означува. Треба да го видиме, да почекаме малку време. Дилемите ќе ни останат, се надевам ќе имаме време за целото време за време на кампањата некои од вака поставените постулати да ги разгледуваме. Професорке, геополитиката победува таму каде што малите народи кои имаат заштита само од меѓународното право и една работа забораваме, тоа е внатрешното единство. Јас нашиот разговор сакам да го одам околу ова, малку повеќе да презборуваме за средбата во недела. Тоа е првиот диалог, иако од албанските партии да не слушаме дека не се повикуваат кога се работи за државни работи, меѓутоа ова беше формат на средба на неголемата опозициона и неголемата опозицијска партија, поточно со премиерот. И од има неколку точки на кои што според изјавите на учесниците можеме да ги анализираме. А тоа е отпочнување на севкупен диалог за законите кои се нужни како реформа. Кои се ставовите на ВМРО? Да ќе помогнат со своји прилози, ќе ги поддржат или ќе ги бойкотират? Ние во суштина секогаш бевме проактивни кога беше интересот на Република Македонија во прашање. И знаевме да жртвуваме и дел од сопствениот углед и да изгубиме поени кај потенцијалните гласачи кога стануваше збор за Македонија. Тоа секако дека беше добро и употребено и во борбата и на помалите сателити, и на злонамерници, и секакви погледи, па и самата позиција ги користеше тие поени, без оглед што имаше необходност од нашето партиципирање. Тие паралелно го раситнуваа исто така и нашето присуство во парламентот со разни непринципилни закани, уцени, финансиски нудење на средства и тоа се некои мотивациони елементи кои во иднина и такако и мене и моите сопартици не мотивираат да дојдеме до извршната власт за да ги преиспитаме, да ги отвориме и да ги обзнаниме конечно вистинските игри позади сцената кои што се случуваат сите овие 2 години. Така што во ситуација кога имате непринципиелност во однос на действувањето на специјалното јавно обвинителство, тоа е првата точка, првата точка. Видете, специјалното јавно обвинителство е не само една парада и циркус, јас и тогаш како аналитичар кажував дека тоа е не само противуставно, туку дихотомија во однос на она што се подразбира во судската власт, така што и тогаш и сега истото го мислам, тоа беше политички организиран департман за прогон на сите оние кои што треба да бидат дисциплинирани и да послужат како пример пред граѓаните кои што беа во тој период незадоволни од владењето на ВМРО-ДПМН. Се видите дека тука има една исто така двојна игра и во однос на непринципилниот избор и начините кои што се употребија за да се дојде до одредени скандалозни судења, па видовме например поранешниот премиер и лидер на ВМРО-ДПМН Никола Груевски беше осуден со казна затвор за набавка на возило во кое што катадневно се вози премиерот Зоран Заев и потоа истото беше пропратено веројатно и со низа на закани и психолошки притисоци кои што го натераа да побара политички азил во Унгарија.
Иако не го оправдувате и вие тоа дека... Не, јас истото го реков. Јас сепак мислам дека јас лично поаѓам од себе, значи тој стоицизам, не мора тоа да важи и за другите. Не се напушта бродот, посебно ако сте главниот кормилар или ако носите одговорноста, затоа и привилегиите. Тоа е друго прашање, морално етичко прашање. Привилегиите носат многу подобности, ве прават да бидете посебни, да бидете уникатни, но кога доаѓате жените исто така треба да се носите со нив. Кога ќе се заветите да бидете влюбен во Македонија. Тоа е исто како кога ќе се заветите на завет во црквата. Вие немате веќе јас. Дали ќе биде судбината ваша ваква или таква, тоа веќе е работа на сосема поинакви констелации, но за тоа треба човек да има храброст, треба да има снага. Сепак неговото политичко действување, неговиот животен век е барем продолжен подолго време, а тој ќе и може да действува и така што пак времето ќе покаже секој се дознае. Изгради ли партијата став околу председателот, вашиот председател каже дека го видел текстот на новиот закон за простор местото на специјалното јавно обвинителство, го разгледувавте ли? За тоа има посебна комисија во рамките стручна на партијата која што ги работи тие прашања. Во секој случај, она што сега се нуди како средно решение, тоа е откачување од нешто што е практично израсток на правниот и на судскиот систем, сега треба да добие да се канализира во една друга формулација и има еден друг момент. Ние треба прво да добиеме одговор и тука таа дебата уште трае, затоа ви велам, нема дефинирано што ќе се направи како финално решение. Од една причина основна. Тоа не е јасно дали од кога оваа власт го презеде кормилото на Република Македонија прислушкувала и колку прислушкувала. Тоа мора да се заврши прво тој дел. Целиот тој процес мора да се заврши. Вториот дел мора да се заврши со тоа што мора да излезат и на вистина да се објаснат овие небулози секој денешка нели се потопиле во подрумот. Мислам така приказки за мали деца. Сега не знаат да се извадат, не може да се извадат бидејќи ако сме биле на пример со ДУИ коалиција од 2008 година до продолжетокот нивни со Социјалдемократскиот сојуз, потоа како тие функционери биле неоделена работа или не биле дел од процесите и така натаму, тука има исто така многу прашања. Заменици, директори. И знаеме, нели почна они морам да признам дека Социјалдемократскиот сојуз на почетокот можеби наивно, јас мислам дека наивно беше тоа, проба нели со Бујар Османи, ама тука удрија во таков зид и во една таква опасна дупка влегоа што мораа после тоа да се перат на многу начини и многу им се расклати односот со Демократската унија за интеграција. Сега во овој момент за да може да ги избегнат тие работи, да се заборават, мора да ги уништат во потоп, нели наводно, мора да најдат некоја друга, дури некој да излезе шарлатан, да биде на подсмев ставен, само да ја заташкаат работата бидејќи тоа не е издржано. Во суштина, кога ќе помине време ќе се покаже дека дури овие политички процеси што ги водат против функционери поранешни на ВМРО ДПМН, засновани врз нелегално прибавените телефонски разговори, ќе паднат во вода и ќе бидат сериозен предмет на обсервација во некое нормално време, кој мора да дојде тогаш, и истото ги става во една многу неприродна ситуација сите играчи. Тука го ставам и председателот на државата, и премиерот, и министерот за правда, и сите останати кои што се дел од тој систем, министерот за внатрешни работи и така натаму. Професор Ке, нужноста од процесите кои ни ги наложува Европа, рекот вие сте професор кој тоа го разбира од стручен аспект, е дека ние мораме да ги заради нас донесеме реформските закони, но агендата ни ја поставуваат тие. А ние овде во секојдневни препирки меѓу нас, наместо да донесеме што подобар закон за корист на граѓаните, се исцрпуваме во внатре партиски разни комбинаторики, ако ни предстои така голема работа, над кое што да се сетиме Хрватска направи национално единство со почетокот отварањето на преговорите, посебно отварањето на поглавието 23, кое е прво и последно, но на многу други погледи национално единство врз тоа направија. Кај нас што ни смета околу тоа? Што ВМРО може да даде на нивото на државно единство пред се и на национално единство во смисло на сите граѓани? Па видете, Никола Груевски
го повика Зоран Заев да формираат влада 2017 година само да се спречи Тиранската платформа. Тоа беше одбиено. Христијан Мицковски повеќе пати повика дека доколку се откажат и доколку застанат на браникот на македонската унитарност, државност, доколку ги заштитат интересите на сите македонски граѓани и на уставотворниот македонски народ, дека ние со сите капацитети ќе застанеме зад нив. И тука јас го давам и својот збор и знам дека во оваа секунда да повикаат и да речат браќа и сестри ни треба помош, ајде ова е тоа. Ние ќе застанеме со најчесна намера. Не може да ме убеди никој дека без оглед колкав е интересот и на одредени меѓународни фактори, без оглед колку е голем влогот кој што е направен, дека не може да се направи одредено ретерирање кој што полека ќе не нормализира доколку продолжат ваквиот тип на консултации. Веќе исто така ние сите добро знаеме, во минатото имавме еден куп на законски решенија кои што се протнаа во парламентот со наводното европско знаменце, кое самата Европска комисија се оградуваше и кажуваше дека препорачува да не ги злоупотребуваме тие инструменти, бидејќи не се во корелација со она што е потребно во процесот на евроинтеграција. Ситуацијата е ставена во таква една мешаница и ова е се уште вртоглаво паѓаме надоле. Значи, уште не сме дошле до ситуација кога можеме да застанеме на некое тежиште па да почнеме да се креваме, да можеме да дадеме некаква јасна прогноза, но она во кое што сме сигурни и кое што ќе дадеме се од себе максимум да го направиме е да се избориме за што пофер однос за време на предстојната кампања. Тоа за нас е особено значајно. Ќе бидеме присутни и ќе се бориме со сите легитимни средства за да го очуваме легитимитетот и на изборните места и на гласачките ливчиња и на крајот од денот да добиеме навистина председател кој ќе биде проактивен, кој нема да биде уплашен, кој нема да биде сервилен, и тоа и го имаме во нашата надпартиска кандидатура на професорката Гордана Силјановска-Давкова, која во најмала рака ќе биде правен столб и последниот браник на унитарноста на Република Македонија. Проски, морам да ве прашам овде, ова јазичка еквилибристика надпартиски, некако не успевам да ја објасна на моите граѓани. Е непартиски е едно, ма надпартиски. Знаете што е надпартиски? Таа има голем во случајот на професорката Гордана Силјановска. И другата страна го употребува таа. Добро, за Стево Пендаровски тој одам на Социјалдемократски сојуз и втор пат му е ова, така што тој не е надпартиски. А носител беше на изборна единица? Поминал покрај надпартиски. Точно е дека ВМРО ДПМН во време на Љупчо Георгиевски го создаде. Ги знаеме неговите ментори, знаеме и каде беше во чив кабинет, каде екзистираше на покојниот председател Трајковски, па после тоа како и почитуваниот, нели, мој поранешен колега Димитров стана големи левичари, но сето тоа го прави животот, предизвиците и одлуките. Тоа не замерувам за тоа, ниту па некој замерил во тој дел. Проблемот е во тоа што не може да се продаде кај народот како надпартиски, додека Гордана Силјановска има своја политичка историја на почетокот на 90-тите години во рамките на либералната партија, потоа комплетно се пасивизира и се посветува на кариерата и тука има брилјантни успеси, таа е светски познат професор по политички систем, експерт на светско ниво за локална самоуправа, една од креатурите на највлијателните и најсистемски издржаните закони од овие сфери. Да не заборавиме, во 2004-та исто особено беше проактивна во поглед на оној скандалозен закон за територијална распределба на територијата на Република Македонија. Исто како што беше и навистина проактивна во последниве 2 години кога започна процесот и на деноминација на Македонија и на македонскиот народ, и како професор по уставно право со најголема издржаност ги бранеше тезите на државност, а не на ВМРО ДПМН, не на политичка структура или на фондација. Некако не сме навикнати на тоа. Па тоа е убавината на либерализмот. За самиот крај, професор, ќе мора да ви поставам едно прашање. За сите изборни циклуси, било председателски, локални, им даваме епитет историски, утре нема да биде исто, ама изгледа се не е исто. Но останува една друга работа, а тоа е терминот што овој наш народ од секој си го сакал, а тоа е домакинско работење и пристојност.
воспитаност. Ќе доживееме ли нашите кампањи да бидат пристојни, а да не се доведеме во состојба да велиме пристојноста се одлучува според тоа колку далеку си од дневната политика. Зошто не си упристоиме, професорке? Па морам да ви кажам дека оваа година, од кога има ново раководство во ВМРО-ДПМН, направена е голема и драстична разлика. Ќе ви кажам само вака едно, ќе посочам еден пример. Погледнете, на пример, направете споредба кога имате време и вашите гледачи помеѓу активностите на професорот Мицковски и активностите на претходните двајца лидери на ВМРО-ДПМН, кои своевремено исто беа икони брилјантни. Погледнете, само за една година овој човек влезе во сите телевизиски студија, радија, со сите меѓународни фактори, со сите буквално на сите истото, со истата пристојност и почит им одговори објективно и реално, транспарентно, ниту еднашка не употреби навреда, ниту па некого шикандираше или го ставија дакта. Голема е разликата. Понатаму, начинот на кој што ние действуваме цело време, барем последната година од кога има ново раководство партијата, тоа е одлуката да бидеме транспарентни, но не да бидеме нереални. И ние на македонските граѓани им го нудиме тоа, им нудиме достоинство и пристојност. Затоа им ја понудивме професорката Гордана Силјановска-Давкова. Доколку беше поинаку, ќе отидевме со внатрепартиски кандидат, кој исто така по најмала рака ќе освоеше онолку колку што освоиваме, околу 300.000 гласови, но недоволно за да ја води Македонија. Тоа е тоа. Идејата е да ги сплотиме. Знаете како јас и тоа и порано и сега кога сум во партијата, многу посилно го чувствувам и се залагам за тоа. Може да има членови било која политичка партија, но граѓаните треба да бидат слободни од тоест треба да се департизираат и во однос на вработувањата, бидејќи нели партиите станаа бироа за вработување, што мене ме навредува како индивидуа. Зашто морам јас да зависам од некоја кадровска политика на некој кој што растеле и седеле во штабови, тие имаат друга тежина, друго значење, не го потценам тоа значење, но не можат тие да бидат кадровици да оценат тебе мојата професионалност или да одлучат за мојата судбина. А такви одлучуваа во минатото и во времето на ВМРО-ДПМН, и во СДС, па и претходно во ВМРО-ДПМН, па и во СДС, и по тоа можеме да видиме до каде дојдовме. Умните, питомите, си ги собраа куферите, си ги земаа дечињата во раце и излегува од Македонија, бидејќи не сакаат да бидат понижувани. Ова раководство ќе направи нов процес на кој што ќе ги издигне повторно достоинството на македонските граѓани и честа. И би сакала уште нешто, ако ми дозволите, знам дека времето е секогаш кратко, а ние професорите сакаме да дискутираме. Во моментов се случува една злоупотреба на бојкотирачкото право и се повикува на еден неиздржан аргумент, се извинувам, а тоа е аргументот дека ова се избори во нелегитимна република Северна Македонија, од таму нема зашто да се гласа. Во овој момент, оние кои што го работат овој процес, се најдобро штелуваните, платени пропагандисти кои имаат за цел да направат што поголема штета првенствено на македонскиот народ со тоа што ќе му наштетат на ВМРО-ДПМН. И истите својата активност ја темелат само на интересот да ослабат уште повеќе опозицијата и што подолго ова октрирана и на народна власт да остане на власт. Од тие причини ги повикувам сите оние кои што се двоумат околу било каква можност да одлучат да не излезат на претседателските избори, да им ја предочам опасноста во која што влегуваат и замката во која што овој пат ќе бидат искористени, бидејќи овие избори, исто како изборите од 2014 кога претседателскиот кандидат Ѓорѓе Иванов одеше со мотото државата пред се, сега ќе биде државата над се, затоа што, сега да не надоврзувам, правам парафраза, затоа што во овој момент, ако ние и нашиот надпартиски кандидат не добиеме македонска претседателка и професор доктор Гордана Силјановска-Давкова, ако не биде избрана за претседателка на Република Македонија, нема никој аргумент повеќе да прозива опозицијата во однос на било какво действие, бидејќи само на тој начин легитимно, со големо тивко излегување позади парагоните и гласање за незе, ќе имаме како Македонија шанса до септември, октомври да се избориме за предвремени парламентарни избори, а веќе од крајот на годинава да можеме да ги засукаме ракавите и да ја креваме државата од пепел.
Професор Ки, благодарен што бевте мои гости. 30 дена од прилика ќе трае кампањата. Се надевам некои од овие тези ќе можеме уште еднаш да ги разјасниме, затоа што вие рековте со една ваша теза дека нашиве граѓани ставени во коритата на партии и други некои рамки имаат премала слобода за да одлучуваат за преголеми работи. Ви благодарам што бевте. Чест ме беше, секој добро.